Во античкиот театар на локалитетот Скупје откриена е скулптура на тело на жена за која се претпоставува дека датира од вториот век од нашата ера. Покрај скулптурата се откриени и уште неколку гробови. Одредени претпоставки велат дека се очекува да се открие и некропола од 4 и 5 век од нашата ера, рече министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска при денешната посета на локалитетот Скупје. Скулптурата е покривен елемент или конструкција на гроб од доцната антика, а е откриен за време на интензивните археолошки истражувања на античкиот театар Скупје. Можното спојување на двата мобилни оператори VP1 нема да доведе до зголемување на цената за минута разговор, уверуваат од Агенцијата за електронски комуникации. Директорот Роберт Ордановски информира дека АЕК е подготвен за сите можни сценарија доколку дојде до спојувањето на двата оператори и оти тоа нема да влијае врз сегашната цена за минута разговор од околу 1 денар. АЕК како регулаторно тело ја има моќта да ја држи таа цена под контрола и ги уверува граѓаните дека цената нема шанси да се зголеми. Председателот Ѓорги Иванов од денеска престојува во дводневна официјална посета на Република Албанија, која започна со средба со албанскиот колега Бујар Нишани. Освен со Нишани, на агендата на посетата на Иванов е и средба со албанскиот премиер Еди Рама и со председателот на албанскиот парламент Илир Мета. Во агендата се предвидени и средби со градоначалникот на Тирана Љузим Баша и со поглаварот на Албанската православна црква Анастаси Јунулатос. На вториот ден од престојот во Албанија Иванов треба да има средба со поранешниот албански председател Бамир Топи, пошто е најавена посета на македонската заедница во општина Пустец. Тоа ќе биде прва посета на Пустец на највисоко државно ниво од страна на председател на Македонија. Оделението за заштита на правата на децата и на лицата со посебни потреби при Народниот правобранител организира тргалезна маса на тема состојбата на децата со аутизам и нивниот третман во здравствениот, образовниот и социјалниот систем во Македонија. Истражувањата покажале дека се јавува 1 до 2 случаи на аутизам на 1000 луѓе. Во Македонија не постои официјален регистар на лица со аутизам, но се смета дека нема повеќе од 4000. Рускиот председател Владимир Путин се закани со нуклеарен одговор доколку НАТО продолжи да распоредува оружје во балтичките земји, објави британскиот весник Таймс. Весникот, повикувајќи се на белешки од тајниот состанок на разузнавачите од Москва и од Вашингтон, пишува дека Путин се заканил со нуклеарна пресметка кон балтичките земји, Летонија, Литванија и Естонија, за да го натера НАТО да се повлече од границата со Русија. Руските безбедносни извори уште минатиот месец предупредија дека Путин е подготвен да одговори со употреба на сила. Таймс наведува дека додека Путин ја прославувал годишнината од анексијата на Крим на 18 март со појавувањето на концертот пред Кремљ, група пензионирани руски генерали се состанале во Торгау во Германија со нивните американски колеги. Најплатен лидер во Европа е председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер со годишна бруто плата од 317.496 евра, додека најмала плата има премиерката на Летонија Лаимдота Страујума со годишна бруто плата од само 25.285 евра, пишува холандскиот портал Сарагасо. На листата најбогати се председателот на Европскиот совет со плата од 298.495 евра годишно и премиерот на Луксембург Хавиер Бетел со годишна плата од 288.000 евра. Тројката најекспонирани европски лидери пак имаат големи разлики во платите. Ангела Меркел заработува 250.000 евра годишно. Британскиот премиер Дейвид Камерун има годишна плата од 195.000 евра, а францускиот председател Франсуа Оланд годишно заработува 179.000 евра. Од земјите познати по финансиска криза, италијанскиот премиер Матео Ренци годишно заработува 115.000 евра, грчкиот премиер Алексис Ципрас заработува 85.479 евра, а шпанскиот премиер Марио Рахој зема 78.000 евра годишна плата. Додека на последните 3 позиции се полската премиерка Ева Копач со 48.253 евра, словачкиот премиер Роберто Фицо со 45.127 евра, додека на последното место е премиерката на Летонија Лаимдота Страујума со бруто плата од само 25.285 евра.